На минута по 10 часот се враќаме во студиото. Верувам дека сте уште на Канал 5. Аз сум сигурна дека штом сте уште тука ќе останете со нас до 11 часот, бидејќи имаме многу разговори кои што ни ги направивме со нашите денешни гости. Не споменавме се што сакаме, бидејќи навистина има доста што да се каже и сите тие доаѓаат прв пат во студиото, па што попрво. Ама се трудиме да бидеме интересни, забавни и за вас. Уште едно само потсетување за сите оние кои што подоцна се вклучуваат на програмата на Канал 5. Драган Ристевски, Викторија Дамчевска, Љупче Стојановски и Синиша Зукич. Цело време се фаќам да презимето. Се ова утро наши гости. И ќе продолжиме со Викторија оно што го зборувавме малку пред рекламите за твојата животна приказна, за сето она кое што го имаш поминато, па колку сето тоа кое што го живееше те промени тебе како личност, колку застана и се погледна себе си, каде сакаш да одиш, што сакаш да правиш, колку те промени генерално сето? Па јас би рекла дека ме направи многу поемпатично. Зошто е тоа така? Затоа што, па да речам, до мојата операција имав и доста успешна кариера до тогаш. И сега се соочив со еден пресек, би го рекла, на кариерата. Да. И ме врати чекор назад. Односно, во еден момент се запрашав дали Викторија што би имала некој кандидат на интервју, ваков кандидат, дали би го примила за работа. И тоа беше многу освестувачка мисла. Ме направи од друга страна човек кој што стана свесен дека сите имаат некаква борба. Да. И не треба да тргнувам со предпоставки дека некој е ваков или таков. Значи, верувам дека ме направи човек со поголема топлина. Тоа од една страна. Од друга страна, мислам дека ме направи многу похрабар човек. Сигурно. Во еден момент кој добив пораката од докторите тука дека треба да се откажам од мојот досегашен живот. И наетот, морам да речам, во мене се разбуди. И реков дека јас нема да дозволам оваа диагноза да ме победи. Во тој момент, јас сум, Цеце ме знае од друг контекст. Да. Јас сум организатор на еден навистина успешен настан, коорганизатор, успешен настан во Македонија. Се вика Disrupt HR, се организира во стотици градови на светот. И во момент кога мене ми беше најтешко, јас ја откупив лиценцата за организирање на настанот во Македонија. Зошто? Затоа што си реков, ете, токму таков настан мене ќе ме натера да се борам и да си го вратам гласот. И на чуден начин мене ми ја зголеми самодовербата. Не во првиот период. Во првиот период бев со нула самодоверба, ама секој нов, често зборувам по настани, секој нов настан е мое фрлање во оган и доказ дека можам да го победам ова. И предизвик, апсолутно. Мислам, и самото прифаќање на оваа покана беше токму тоа. Да. Да си докажам дека можам. Ти благодарам. Секако дека можеш. Нема причина зашто да не можеш, особено кога зборуваш за нешто кое што ти најубаво знаеш како си го поминала, како си го живеела, а исто така и во однос на кариерата и сето на кое што го работиш, иако не го сакаш тој израз, ти си навистина експерт во својата област. Ти благодарам уште еднаш за она кое што ни го сподели. Господине Драган, со вас имаме навистина доста неодговорени прашања, да не ни се налути вашето семејство, кое што многу убаво ме подготви за денешното гостување. Не знам што попрво да споделиме, но еве вашиот ангажман во општина Битола донесе конкретни промени за децата со посебни потреби. Може ли малку накратко да ни споделите за тоа? Во Битола постои училиште одамна за деца со посебни потреби, основно училиште Ѓорѓе Сугаре. Меѓутоа, како новинар и како советник во општина Битола издействував до Министерството за образование да отворам, успешно ја реализирав таа работа и училиште, средно училиште за деца со посебни потреби. Да. Со тоа на некој начин имам заслуга и се гордеам со тоа, бидејќи претходно децата со такви попречености доаѓа во Скопје, во Наум Охридски и се отвори тоа во Битола. Потоа бев председател на Комисијата за заштита на правата на децата
многу успешно ја водев еден период, тоа се 2009, 10, 11, 12 година, така мандатот кога беше мој. И мислам дека оставив правев активности кои што придонесуваа за правата на децата и тие да учествуваат во креирањето на нивните и права, меѓутоа и обврски. Отворивме неколку детски градинки во малите средини, во селските средини со помош на УНИЦЕФ. Секоја чест. Тоа е сериозна инвестиција. Да, и организиравме средби со родители за да ја почувствуваат, да ја увидат потребата. Да. На почетокот беше тоа финансирано од УНИЦЕФ, меѓутоа за потоа и тие да учествуваат во одржувањето на тие објекти. Да. Одлично. Ви благодарам многу за сето она кое што сте го направиле во име на сите кои што навистина почувствувале потреба за такво нешто и веројатно вие сте требале да дојдете како советник таму па да се променат некои работи. Па така. Не знам сега каква е ситуацијата во Битол. Емпатијата е редовно присутна кај мене и се сочувствувам со оние семејства, со оние родители, со тие деца кои што имаат таква потреба и правам се и во секојдневието да им помогнам и со новинарството претходно, со темите, со она што рековме, со правичноста. Да, секоја чест. За да оди општеството напред, како да кажам. Да, така е, баш така. Љупче, Синиша, да се вратиме малку на вашата песна "Секако утре ќе е крај". Сакам да ве прашам какви се реакциите на публиката до сега? Па одлично, дури Изненадувачки добро. Па изненадувачки, да, изненадувачки, бидејќи одамна немаме објавено песни сега. До некаде и се очекуваше, затоа што знаеш некога кога нема подолго време, кога ќе се појави повторно и се очекуваат повеќе реакции од што треба. Ама окей. Задоволни сме ние. Најважно не беше да почнеме да објавуваме. Добро, да почнете, значи ли тоа дека веќе работите на нешто следно? Или па работиме, да. Ќе ве видиме пак? Не, на Макфест нема. Постојано. И фиксно сите пејачи викаат пак ќе видиме. Вие не, добро. Па не, за оваа година сигурно знаеме дека не. Оваа година не, добро. Да, можеби некоја наредна година, ама работиме постојано на нова музика. Значи сега веќе сте ангажирани со тоа. Така? Да, па јас и Тино имаме студио од дома, така да постојано работиме на музика и сега се надевам оваа песна ќе биде како почеток на нешто што ќе објавуваме многу почесто. Кој ви помага за спотовите? Спотовите ги работевме со Стефан Божаров и Стеф Стеди. Одлична екипа. Да, одлична екипа, да, супер се со млада екипа. Да, со Божаров се знаеме уште првата фотосесија не ја правеше он пред не знам може 7-8 години ако не и повеќе. Може и повеќе, да, првата фотосесија и така некако во исто време напредуваше и он и ние и он. Да, заедно растете. Да. Многу е во така кога никако не се менува тимот од почетокот. Да, и супер ние, супер си функционираме со него, некако на иста бранова должина. Да, на иста фреквенција сме со него и одлично си функционираме. Одлично, баш ми е драго. Синиша, сакам да споменеме за еден дел од твојот приватен живот, ајде така ќе се изразам. Долги години си дел од Црвениот крст. Па сакам да те прашам како почна твојата хумана приказна таму. Па јас уште основно почнав како волонтер со друштво, нели нормално. Почнав како волонтер, потоа положив за спасител на затворени води. Браво. Потоа станав демонстратор и сега сум национален инструктор за безбедност на затворени води. Волонтер во тимот одговор при катастрофи, исто и во алпинистичкиот тим што не спасување на планина. Браво. И така. Сметаш ли дека Македонија е доволно хуман народ? Да. Има, така? Да. А колку Црвениот крст е отворен за нови волонтери, имате ли постојано потреба од такво нешто? Па да, и со различни активности
Нели Да, нормално? доста сте активни. Екипата на Здрава Македонија повторно, мислам, постојано ги споделува сите активности кои што ги имате таму. Да. И нон-стоп се отворени и за нови млади нормално. Ете таман мислам дека ќе ги инспирираме и со твојата приказна, бидејќи колку години имаш точно во моментов? Сега 27 сега вам. 27, а си почнал пред 10 години, ако добро те разбрав. Околу 12. Значи повеќе. Да. Си бил малолетен. Секоја чест не знам Да, од каде ти да. дошла инспирацијата генерално за такво нешто, бидејќи денешните млади мислам дека треба многу повеќе да слушаат вакви приказни и малку повеќе да си ги вратиме некои нормални вистински животни вредности. Нема се споредира с не му замерувајте, се разбравме ние се, него тука имаме едни забавни прашања. Треба да си влечете по едно, не се наместени, господин Драган. Па и вие сте веднаш до мене. Ако може само садот натаму да го подадете. Да, секако. Така, договорете се вие тројца. Ај да видам колку имам. Значи нема одговор со да и не, Синиша, чисто да знаеш. Готово. Нема Сакаш можност за таков одговор, ќе видиш и самиот. Реакциите добро. Чекај. Вака сите прво во себе да си ги прочитаат. Тука нема да и не. Епа нема, треба да ги Дефинитивно. објасните. Дали може прво вака прашањата да ги слушнеме, па после ќе ги одговараме. Дали некогаш си испратил порака на погрешна личност? Што пишуваш? Ќе размислите. Викторија? Ако не постоја последици, што би направила веднаш. Океј. Љупче? Ако имаш детектор за лаги, кој прв би тестирала? Синиша тука ќе биде крив. Ајде се шегувам. Ако ти снимаат реално шоу 24 часа, кој дел од денот ќе им биде најзабавен на гледачите и зошто? Имаш за зборување, а ние немаме ни многу време. Нема време толку што имам за зборување сега. Ајде ќе почнеме од господин Драган. Како беше порака кој што сте испратили Дали на некогаш погрешно си испратил порака на погрешна на личност? погрешно? Па, Како се издишавте? а, Дали е за споделување сега размислувате сигурно? не, во таа смисла, мислам дека не можам тука да се снајдам најдобро. Ова ми е ретко да Ќе не ставиме уште време, не се грижете. Може би не ви се случило, може би не ви се случило. Тоа е Ајде ќе зборот. дадеме предност себе на Викторија. Точно. Сигурно да размислев уште малку, ти имав може би подобар одговор, ама Нема многу мислење. Прво што ќе ви дојде тоа е. првата мисла со оглед на тоа дека луѓето од мојата професија се доста активни, особено на професионални мрежи како LinkedIn. Може би постирала постови кои што не се толку исполирани. Односно, Како беше само прашањето го заборав? ако не постоја последици, што би направила веднаш? Аха, да, така. Добро. Јас сум многу професионален човек, така што нема да си дозволам да не бидат тие постови полирани, иако сум автентична прилично во тоа што го пишувам. Ама може би била уште побрутална, веројатно. Не знам, тоа прво вака ми паѓа на Да памет. нема последици, да. Да. Добро, интересно. Ајде, Љупче, детектор на лаги. Да, ако имаш детектор за лаги, кој прв би тестирал? Па не знам, прашање. веројатно, да. Така поопштено, веројатно би ги тестирал сите луѓе кои што знаеме, например, дека излажали или изманипулирале со некој друг, но не Да сака докажеш. не сака да признаат, а треба за тоа да им се суди на некој било каков начин. Би ги тестирал нив за да се докаже дека се виновни. Значи, ако кажат не седнуваме на детектор за лаги, значи сепак потврдува, така? Нема опција, мора да се. Добро. Политички коректно го избегна одговорот. Ајде, Љупче, кој дел од денот ти е најинтересен ако се Синиша. А што кажав јас? Љупче. Љупче, завршивме Добро. Синишче да ја Сме мислев исто. на тебе. Се, Исти сте, реално исти сте, само што ми стигна на таква порака, ама добро, ајде. Издадовме сакајки. Повели. Сега тука стварно не може со да и со не. Да. Ако ти снимаат реално шоу 24 часа, кој дел од денот ќе им биде најзабавен на гледачите и зошто? Па сега во последниот период мислам дека и 24 часа малку ми се. Да, не ти стигнува времето. Па да, не знам кој дел од денот стварно би бил најзабавен. Има доста интересни делови во денот. Со мина. Да, сега
месец и половина станав татко, имам керкичка. Честитки, браво, Благодарам. преубаво. Па, ако гледаме во тој дел, најверојатно вечерните часови се најинтересни. Нема спиење. Затоа тебе не ти стигна време, си велам, што предучува како... Да. Моментите исто, кога патуваме исто на свирги, тоа би било Кога доста... одите во други градови, знам дека и доста често сте во Битола, ако не се лажам. Да, Така. во Битола сме многу Кај вас често, се? да. Како? Супер не во Битола. Нека кажат нешто. Нека како се кажат нешто. Еве сега ќе видиме, не знаете колку фотографии има, сигурно има нешто и од Да, Битола. да. Само да не ти го И кратам одговорот. тоа би било исто доста интересен момент. Погото исто во раните утрински часови додека се враќаме. Да. Има. Имате разноразни анекдоти, нешто сакате да споделите или или не баш? Конкретно на враќање јас најчесто спиам. Значи на одење е забавата. На одење е Е па добро кога одите, веќе препа колку е буква листа човек. Само да не ми одговори нешто. Не, на враќање јас спиам. Добро кога одите. Нешто интересно, не знам, колата ви се расипала, нешто се случило, не знам појма. Имаше момент. Фала Богу да само еден момент во Еднаш. 10 Не години може да имаме се таков. случува, него нешто. Да. Нешто Еднаш не ни се секојдневно. случи, да, еднаш Тогаш ни за се прилеп случи. идев. Да, пред Кавадарци ни се случи да ни се расипе колата, па од Кавадарци тогаш свиревме на едно место во Кавадарци. Собственикот на локалот кај што свиревме ни донесе негова кола, Браво. чисто да ни помогне само Браво. за да отидеме до Прилеп. Да, фала му е. Да. Тоа, значи, Ма дека денес има сте уште хуманост. луѓе, значи така, Да, браво. да. А во Битола во кои клубови настапувате? Во Битола, Сте настапувале? Во Расчекор Расчекор е пинал, сега имаме закажано и за во Аурум. Мислам браво. дека за Кога сте таму, еве, кога веќе Не знам спомена? точно, мислам дека за месец и пол два, не знам. Аха, добро. Јули, август, Далеч. не сум сигурен, да. Добро, супер. Кога сме веќе кај вас, може да ги видиме вашите фотографии, значи фотографиите на Синиша и Љупче, не Љупче и Љупче. Како и да е, бидејќи се заеднички, повеќе се од настапи, но повелет. Ова не е денска забава во Штип. Штип. Да. Денска забава во Штип. Штип не е една од поубавите места за покрај Битола. Убава, да не се налти. Убава публика се Штипјани, дефинитивно. Ево, Тино. Во Штип ова е во Angels. Во Angels кафе, да. Одлично место. Супер таму. Да. Ова е Синиша. Да, се гледа дека е денска свирка. Да. Ова ни е дел од фотосесијата од кога ја снимавме последната песна. Убава фотографија. Убава, да. Ова е веројатно исто. Некако исти, да. Ако побаво да ја погледнеме. Ете сега уште една. Ова е исто снимање на последната песна, меѓутоа првиот дел што се снимаше во Од Diamond. последната, најновата тема, од најновата, да. Скрајде. Од најновата песна. Ова сме јас и Валентино. Ова ни е четвртиот член, клавиатуристот Горјан, он е најнов член. Пред 2 години. 2 години сме заедно со него. Ете го, тој што многу учи во вашиот бенд. Да, ова е Валентино кој што полага сега. Ова е на настап тука во Скопје во еден клуб. Ова се од лани, мислам, слики. Исто тука. Ова Ова е е исто во во локал, да, ова е во локал во Скопје. Да. Со брат ти во позадина, Да, така? да. И овој фотограф исто ни ги прави Стефан Божаров, кој што ни го снимаше спотот. Тоа не знам. Тоа беше од Кумано за нивниот роден ден пред месец и половина. Да, ова е од клуб во Скопје. Не им прави реклама колку е културен. Истото. Кажи, не е многу страшно. Да. Фан, окей. Доста Ова е публика. од Пјур, да, од Пјур. Нема многу места, Има мислам, секогаш, луѓето и знаат каде е. Генерално кај нас за жал немаме дискотеки. Па да, за жал ова беше потоа ова зимо. Пјур, мислам дека беше единствено место кое што работеше Така. после 1,5 часот. Добра. Супер сме поминувале, да. Се гледа. И Најмногу доста пред- Ова е од публика перспектива на Синиша, позади тапани, да, вака Преубава гледа он перспектива. зле. Да. има. Тој сите ги гледа, и вас ве гледа, и публиката. Да.
И уште да не слика, стварно би било греф. Не, ова слика фотографот, Ова е мислам. Божаров слика. Стефан Аха, Божаров, да, само е таму наместен кај што. Од негова перспектива. Да. Е, па Кај што супер, се фала ви снимаш. многу за фотографиите. Да видиме малку како е на вашите настапи, иако верувам дека добар дел од гледачите имале можност да присуствуваат на барем на една ваша забава, бидејќи доста сте активни. Може би сега малку паузирате, ама знам дека имате полни раце работа генерално. Одиме со фотографиите на Викторија. Едва чекам да видам што си одбрала после 150 Да, ми прати повеќе слики. фотографии. Јас исто така не знам што одбрав, ама повели. Да, доста работам со студенти, така што ова е од една од средбите со студенти, предавам на возрастни студенти HR менеджмент, така што ова е Секако. повеќе споделување знаење. Настапам често по настани. Да. Ова е од Power to HR настанот, настан во Косово. Мала јас. Да, има нешто приватно, Тоа нешто е- професионално. Тоа е позата на рецитатор. Да, па и ова е во склоп на тоа, доста учествував и во представи како малечка, така што затоа сум како снежна кралица, веројатно нешто. Да, нешто така. Ова е на фамилиарна фотографија, која ќеркичката имаше 1 година. Сега колку години има? Сега има 2,5. Добро. Ова е најскорешната фотографија. Беше буквално фотографирана завчера. Да? Да. О, па баш таза фотографија. Да, и сваќам уствари колку ќерката личи на мене. Да. Ова е една компаниска забава што се погоди заедно со мојот роден ден. И Имаш колегите сериозна трансформација која гледа фотографијата, неколку пати проверив дали ти ми ја прати или од некој од другите гости. Да. Викам добро. Прилично сум тука изненадена затоа што не знаев дека ми организирале било каква забава. Браво, преубаво. Ова исто со студенти, ова е една од групата која што ја заврши академијата, ова е доделувањето на сертификатите. Тој аспект од мене многу си го сакам. Дури кога мала ме прашуваат дали сакаш да бидеш наставничка. Не, што сакаш да бидеш? Јас сакам да бидам наставничка. Да, и јас ке бев наставничка. И да, ова е пенкалце исто. по 7 овде. Исто е една од фотографиите со средби со студенти. Ова е тимбилдинг со една од компаниите во која што работев. Момент, ова е во Грција. Ова е доста Не мора да момент, шепотите, слободно зборувате. Каде? доста момент кој што многу си го сакам затоа што голем дел од компанијата е таа што луѓето кои што се во компаниите се луѓе кои што јас сум ги регрутирала и донесла, така што си го гледам како мое дете. Ова е исто дел од тој тимбилдинг. Често ме гледате со микрофони, зборувам нешто, споделувам. Да, затоа не знам зашто беше толку проблем Многу сакам јавно да во говорење во Да. моментов. Многу сакам да споделувам приказни. Мислам дека приказните се тие што ја држат концентрацијата на луѓето кои ја слушаат. Да, дефинитивно. Ова е во тек на еден исто корпоративен настан, Mavrovo Maximum Adventure. Ова е настанот за сертификација. Јас сум сертифициран кариерен советник. Ова е мојата дипломска, бранење дипломска. Се значајни моменти. Ова е најскоресниот настан на кој што зборував. Се работи за еден настан организиран од една од претходните компании во кои што работев и зборував, нели, за многу честа тема, односно вештачката интелигенција и кои се негативни последици ги има. Има доста за зборување. Да, ова е јас и мајка ми, јас сум од Прилеп. Преубаво. Не знам во кој двор е ова, не може да Од се сетам. Прилеп. Да. Никој не го вика тоа. Не се вика така? Не. Се извинувам многу. Ние Акцентски Скопјани мислиме целости- дека прилепчани така викаат од Прилеп. Акцентски целости користиме, но не во секоја. Не се, да. Добро. Ова сме за свадбата, бев прилично искулирана, венчаницата ја купив една недела пред свадбата. Која црквата? Ми се допаѓа. Браво. Стипендист сум на Борис Трајковски стипендијата во Шефилд. Еден Браво. од моментите на кои што се гордам. Сити колеж е тоа што мене професионално доста ме изгради и ја препорачувам програмата на сите. Браво. Тоа беше последната фотографија. Мислам дека добар избор направивме. Одлично. Точно. Ти благодарам многу и за фотографиите и за коментарите. Одиме со фотографиите на господинот Драган. Еве еден летен спорт, ќе почнеме со него. Ова е незаобиколниот Пелистер, скијачката патека, скијачкиот центар Стрежево, со мои пријатели, со оглед на тоа дека сум ски учител години наназад, тоа ми е едно силно хоби во кое што уживам.
скијачите знаат што значи скијањето. Ова фамилиарна снимка на попова шапка со моите ќерки, зетови и најмалата Бистра внука. Баш убаво. И ова е промоција во нашата галерија, семејна галерија, промоција на збирка поезија која е на покрај галериски простор за сликарски дела, организираме и промоции на литературни и музички. Ова е мојата сопруга, доктор Тања Струмениковска, анестезиолог на рекреативна прошетка во околината на Битола. Често го практикуваме тоа. Браво. Ова е мојата ќерка. Ова снимка е на Роберт, вашиот колега. Ете сме избрале, значи ме прашате дали Значи, сме сосема избрали, сигурна случајно, која фотографија. 18-та година на маратонот во Скопје, тогаш беше студентка на правен факултет, односно на политологија, потоа во Лјубљана, докторира таму на антитероризам и сега е на факултетот за одбрана истражувач, односно асистент професор. Ова е галеријата во која што редовно тоа е изложба на добитникот на меѓународна награда на графика од Аргентина, од Буенос Ајрес, Леонардо Готлиб, делата негови се. Организираме многу квалитетни изложби на познати автори. Ова е мојата инаугурација за доктор на наука на Универзитетот Климент Охридски во Битола, од областа на педагошките науки за надареност и талентираност. Да, вие сте прв доктор на науки во Македонија од областа на надарините и талентираните, да. Браво. Овие се трите докторки, моите три граци, доктор Теодора Ристевска, Скушек, доктор Тара, мојата ќерка, хематолог на Така е. клиника во Скопје. Ни беше гостинка. Убаво. Доволно време помина, може повторно да дојде. И доктор Тања Струмениковска, таја е годинашен добитник на наградата на доктор Трифун Пановски, престижна награда, еден Браво. вид македонски лекарски Оскар. Ова е повтор пат на Монблан, ги имам искачено сите највисоки врвови на континентите, самостојно, Секој чест. без водичи, без инфраструктури, без логистики, тоа е Браво. моја животна сатисфакција. Ова беше изложба на 60 години научно друштво Битола, 7 години пред МАНУ, значи пред Македонска академија на науки и уметности формирано во Битола, изложбата на уметничкиот, односно сликарскиот состав во нашата галерија Ранко Струмениковски беше посетена исклучително добро. Ова е врвот Пелистер, како што ја викаме антената, каде што има можеби 150 различни предаватели од различни. Таму сум бил, верувале или не, близу 700 пати во животот. Навистина. И значи 2 години ги имам проведено овај академик Васко Ташковски во МАНУ, во изложбата, пред некоја година во Македонската академија за науки и уметности, со неговиот татко Ристо Ристовски и со неговата ќерка Лара Ташковска има ја. Ова е одбраната на мојот докторски труд на педагошкиот факултет во Битола. Ментор ми беше професор доктор Љупчо Кеверески и Грозданка Гојков, академик од Белград за областа на дареност и талентираност. Ова е едно од моите искачувања на Елбрус, самостојно, и овде беше многу интересно, ќе ми го дувнеше апаратот ветрот. Ова е само фотографија. И тоа немаше кој да ме сними. И тоа се мои самостојни. Ова е зимско искачување на Вихрен, на Пирин планина, нашата Пиринска Македонија, каде што повеќе од 50 пати го имам направено. Зимско искачување по сртот
тука со еден познат алпинист од македонец од Банско. Редовно, значи, го правев и во зимски и во летни услови. Вакви 80-тите години е ова. Одлично. Ви благодарам многу и за вашите фотографии. За жал не истече времето. Тука ќе ви се заблагодарам за гостувањето. Се надам дека ви беше пријатно, дека ќе работите многу и повторно ќе ни дадете причина за да ве поканиме во нашата утреска. Благодариме. Благодарам. Фала. Благодариме. Во продолжение ја слушаме Секако утре ќе е крај.